Почитувани советници, почитуван секретар на Општина Куманово, ВД директор на јавното предпријатие Чистота и зеленило, помошник директор, инспекција, директор на Екоисток Североисток, представник од Комунално, начелник на униформирана полиција при СВР, почитувано место население од Пчиња, Студена Бара и село Вакъв. Ја отварам втората вонредна седница на Совет на Општина Куманово. Причините поради која ја свикувам ова седница е големиот пожар што ја зафати депонијата Краста на 17.6.2024 година, подучена од состојбата со водоснабдувањето и нашата нетранспарентност. Мислам дека е добро оваа седница што ја свикав и што се присутни сите луѓе кои треба да дадат информација за да може ситуацијата да се стави под контрола и да направиме некоја препорака или заклучок како Совет на Општина Куманово. Сега ве молам, согласно член 40 став 4 од Законот за локална самоуправа и член 31 став 3 од Статутот на Општина Куманово да се произнесеме за оправданоста на причините за свикување на вонредната седница. Ве молам да се изјасниме. Констатирам дека едногласно ја усвоивме оправданоста за причината на свикување на оваа вонредна седница. Ве молам за работа на седницата. Го предлагам дневниот ред кој што претходно ми беше доставен по електронска пошта рано наутро, со единствена точка информација за состојбите и преземените мерки за гасење на пожарот на депонијата Краста, за зачувување на сигурноста на граѓаните, како и за преземените или мерките кои ќе се преземат за отстранување на штетните последици по здравјето и името на граѓаните. Ве молам да се изјасниме електронски. Констатирам дека со 21 глас за, едногласно усвоен е дневниот ред според кој денеска ќе работиме. Колеги советници, ги повикав за да имаме комплетна информација за преземените мерки, она што допрва треба да се преземе. Прво го повикам местното население, представници од Пчиња, од Студена Бара, од Вакъв. Тука е директорот на Чистота, ВД директорот на Чистота и зеленило, помошник директор на Чистота и зеленило, Вован Бојковски како раководител на инспекција за животна средина. Тука е директорот Драган Чунгурски на Екоисток Североисток и тука ни е СВР Куманово, начелник на униформирана полиција Игор Митевски. Повелете, би сакала да нема дискусија, прво да ги слушнеме образложувањата на сите чинители и за збор повели директори што е преземено и какви настани се случуваат доли, иако голем дел од советниците веќе беа, јас бев и утринава, се видов и со местното население, се уште има на некои места што чури. Депонијата е ставена под контрола, меѓутоа истовремено има и блокада од местно население кои не дозволува да се депонира отпад. Повелете директоре
да видиме какви биле целата ситуација, каква се случила. Благодарам, председателке. Почитувани советници, почитувани председатели на местни заедници од Студена, Бара, Пчиња и Вакъв, почитуван началник, почитувани колеги и представници на сите институции кои сте присутни. Во врска со пожарот кој настана на 17.6. Би сакал хронолошки да го објаснам целокупниот случај и она што јавното предпријатие Чистота и зеленило има превземено во тој дел. Самото управување со депонија е наша делегирана надлежност, што значи дека не е статутарна и е доделена од страна на општината и како таква функционира цело време единствена депонија каде што го носиме нашиот отпад во Куманово. И не е тоа дива депонија како што некои милуваат да ја наречат. Пожарот е настанат околу 20 часот и веднаш е детектиран од страна на нашите служби. Преземени се сите мерки во даден момент, целокупната механизација со целокупен човечки потенцијал веќе почна да работи, повикане ТПП е пожарна, која експресно брзо има пристигнато во момент и се преземени сите мерки за локализирање на тој пожар, кој за 2 до 3 часа е угаснат. На лице место беше присутна и МВР, така да има увид во целокупната состава со настанатиот пожар. И настанатиот пожар не е настанат од депонија, затоа чекаме записник од МВР, кој се уште го нема. Меѓутоа има констатација дека е настанат на едно 500 метри од јужна страна од депонија од една нива. Меѓутоа причините за пожарот и не се битни, тие дополнително ќе се истражуваат, битно е она да се локализира истиот и да се стави под контрола и сето тоа е направено во првите 2 до 3 часа. Понатаму е продолжено со процес на затрупување на депонијата и тој процес трае и ден се уште. Значи скоро 60 часа има луѓе кои таму воопшто немаат ни одмарано. Да речеме багеристи кои 60 часа го работат тој процес, а тој е процес кој не може да трае помалку од 5-6 дена во било каква состојба, може би 7 дена и 8 дена. И мене ми е жал и за местното население таму, затоа што го трпат тој дим, кој е многу штетен. Меѓутоа, тој е процес кој не може да се заврши пред тој термин и за сето тоа има и стручни профили кои може да го потврдат тоа. Би сакал да изразам огромна благодарност за сите кои учествуваат таму и кои што се уште учествуваат, за сето она што го понудија и го понудуваат и работат максимално. Тука, осем вработените во ЈП Чистота и зеленило, сакам да изразам огромна благодарност за сите субјекти кои што со своја механизација и ресурси учествуваат во процесот на затрупување на таа депонија. Значи има неколку субјекти, јас би можел да спомнам некои од нив. Тоа се Коп инженеринг, Жикол, Штрабак, Ефто и сите останати кои не се споменати во оваа состојба, исто така и на сите оние кои се вклучија да помогнат во овој процес, кој за жал е страшен случај. Она што дополнително се случуваше во тој период е тоа што нашите камиони за смет се блокирани од страна на местното население и веќе се блокирани 48 часа полни со смет, а тоа е единственото место каде што ЈП Чистота може да го депонира тој отпад. Ние ја известиме МВР, имаме јавувања пред 2 дена, 2 телефонски јавувања на 112, мислам дека беше бројот, коригирате ме ако не е така. Тоа беше во 10 часот наутро и потоа во 17 часот наутро. МВР има целокупен увид на состојбата што се случува таму, бидејќи треба да бидат присутни заради оваа состојба со блокиран режим на сообраќај. Потоа јас му се јавував на началникот на СВР Куманово, со истиот остави разговор да неговите стручни служби си ја завршат онаа работа за кои постојат. Значи, од тогаш помина ден и пол, реакција нема. Јас ви ги доставив дописите кои ги имаме со МВР, да ги погледнете, копиите што ги добивте, би сакал внимателно да ги прочитате, за да видите што тоа ние бараме. Че ја бараме само да си обавуваат онаа работа за која постојат. Како директор не сум имал никакво барање до мене, нити телефонско, нити во писмена форма за состанок со местното население. Затоа што сум повикуван, гледам во некои медиуми, дека не сум сакал да дојдам и тука би сакал истото да го елаборирам, меѓутоа
ќе продолжам со овој проблем кој се наметна. Ние веќе 48 часа сметот кој е соберен во Куманово не го депонираме горе, значи спречени сме тоа да го правиме. Од МВР немаме информација, значи најавен некој протест, па би сакал изјаснување од нивна страна за каков протест станува збор, бидејќи секој протест има свое време и начин како се организира. Ова не можеме да го карактеризираме како протест. Самото недозволување на камионите да влезат во депонија е една опасна состојба, затоа што прво тој смет е опасен и може да расшири епидемиолошка состојба према населението и може да предизвика и халарија. И уште еден проблем кој повлекува друг проблем, а тоа е дека останатиот смет во Куманово не можеме да го собираме затоа што капацитетноста на тие наши камиони е исполнета со сметот кој стои таму. Тоа е уште еден проблем и на некој начин градот е блокирани сме ние како предпријатие и оваа состојба доколку продолжи, ние потоа ќе не можеме да го постигнеме сметот кој веќе постои во огромни количини во Куманово и не само контейнерите веќе го има и на улици, а ние не сме во можност да го изнесуваме затоа што не можеме да го собереме. Нашите камиони се преполни во тој дел. Јас би сакал да се заблагодарам на ТТП пожарна затоа што нивното присуство беше експресно, како и службите кои работат оваа работа. Значи, ако може да не ме прекинува некој. Значи, ќе дојдете на ред да се изјаснувате. Председателка, нема да дозволам вакви ексцеси при моето излагање. Ќе ве замолам седницата да се води како што треба. Излего инспектори од животна средина, а има јавување и од инспекторат за животна средина, затоа што се интересира каква е состојбата со депонија уште првиот ден. Имаме и записник од нивна страна. Тука е висшиот инспектор по животна средина Бобан Бојковски, кој потоа ќе треба да ви го елаборира овој случај. Ние се уште сме спречени да ја обавуваме нашата дејност и бараме институционално решение, затоа што не може сметот да стои во таква состојба, спречени сме да извршуваме нашата основна дејност. За сите подробности и делови во дел како се одвивала комплетно состојбата, вклучена е заменик директор Цветанка Ивановска и таа може да ве информира дополнително за сите детали кои ве интересираат. Јас би сакал ова да има своја разрешница, што побрзо, за да можеме сите да функционираме. Прво местното население да биде заштитено, ако може да биде заштитено. Депонијата, и тука сакам да напоменам, веќе 70% е угасена за овие 3 дена, што значи дека до крајот на денот најверојатно и целосно ќе биде угасена. Процес кој уште еднаш би сакал да повторам, не може да се заврши помалку од 6-7 дена, што значи дека уште еднаш се заблагодарам на сите учесници во тој процес. Благодарам. Благодарам директоре на излагањето. Повели Цветанка, се извинувам овдека за местното население зборувам, значи овдека јас држам ред, сите ќе се изјасните и потоа на крај вие. Значи ќе има дискусија, не се грижите, ќе си кажете се што имате. Повели Цветанка, дали имате некои дополнителни информации за јавноста? Добар ден на сите. Први на вас, почитувана председателка, на советниците на општина Куманово, на јавните институции, на службите од општината, на местното население од Пчиња, ВКФ и Студена бара и на сите останати. Вака, јас само можам да кажам дека нашето јавно предпријатие максимално се вложи во оваа ситуација, максимално и експресно ја угасивме депонијата што гореше, продолживме и понатаму да ја санираме депонијата што чади и мислам дека од наша страна строго професионално и максимално се искористени сите ресурси и се вложени во оваа акција и експресно бргу е завршена целокупната акција на депонија. Значи, депонијата е угасена во доцните вечерни часови, но останува да чади, тоа е нормално. Сите депонии што се низ Македонија чадат, дали не мора да бидат запалени? Самиот метан си чади од внатре, излегува
И така да, депонијата некаде околу 70% чадот е загушен и не чади, значи имаме уште 30% депонијата што чади. Се надевам дека во текот на денот и тоа ќе го сонираме, така да јавното предпријатие во овој процес максимално се даде и максимално си ја вршеше својата должност, но тоа што бевме спречени, нашите камиони, аутосмеќари што треба да го депонираат сметот горе на депонијата ќе се санира до крај на денот, ќе се санира депонијата, чадот ќе се изгаси. Но што правиме со сметот што останува низ улиците Кумановски? На овие високи температури и на оваа портокалова состојба, што правиме ние со сметот што останува? Чија е вина? Натаму чија ќе биде вината за тоа? Значи ние го ставивме целиот кумановски народ, целото местно население на Куманово и околината како заложници за депонијата. Депонијата прв пат не се пали. Таа многу пати се палела и пак ќе се пали. Значи не само нашата депонија, значи сите депонии низ Македонија се палат заради високите температури, заради несовесните граѓани, што имаме случаи каде и намерно се пали, но тоа институциите треба да си го решат и да си го најдат. А јас, како представник од јавното предпријатие, можам да кажам дека не е прв пат палењето на нашата депонија горе. Значи, во овој период и претходната година депонијата се запали. Да си оставите оставку да си поднесете моментално, а не да зборите дека се Значи, почитувани сограѓани, доколку сакате да учествувате на седницата, ќе го следите упатството ја што ви го давам. Немој да влетувате во збор. Ако сакате да влетувате, тогаш надвор во ходник ќе излезем. Повели, продолжи. Жално е што нашите камиони остана на паркинг просторот кај нас полни. И тука може да се деси некоја хаварија. Значи, можат и камионите да се самозапалат од сметот што се наоѓа внатре, на овие високи температури. Значи, имаме уште дополнителни проблеми. Местното население ги стопираше и камионите што сакаа да ни помогнат и да донесат земја за потрупување на депонијата. Значи, извесен период имаме стопирано на камионите со земја. Значи, ние ако не внесеме земја внатре, таа земја што имавме во кругот на депонијата, значи, ја искористивме и дополнително одредени предпријатија ни излегува во пресрет и ни носеа земја. Беа стопирани неколку часа, така да можеби да не беа стопирани камионите со земја, до сега депонијата ќе беше и угушена. Но, за жал, јас навистина ми е жал за местното население, што го трпи чадот, за луѓето што живеат таму. Не знам од кои побуди ова се прави, барем да ги остават камионите со земја, да ја затрупаме депонијата да не чади. Имаме уште 30% да затрупаме и депонијата ќе се санира. Но што правиме потоа со останатиот смет, јас не знам. Барам од институциите да реагираат експресно брзо и да се реши проблемот нашите камиони, аутосмеќари да можат да влезат на депонијата и да го сметот одложиме таму и улиците да ги испразниме од смет. Благодарам. Благодарам, Цветанка. Бобан Бојковски беше на
терен како инспектор за животна средина. Повели Бобан. Почитувана председателка, почитувани присутни, по телефонско јавување на 18.6.2024 година, околу 9:30 часот, јас излегов на лице место заедно со колешка, советник и овластен инспектор за животна средина на лице место и субјект на надзор ни беше градската депонија Краста, односно јавното предпријатие Чистота и зеленило. Врз основа на она што го видовме таму, значи од јужниот дел на депонијата гореше и чадеше и ние тоа го констатиравме во записник и врз основа на тоа е донесено решение да во рок од 7 дена се преземат сите мерки и активности со цел да се угасне пожарот во таа депонија, да се спречи понатамошно ширење на чадот кој што чадеше од таа јужна страна. Поради интензитетот на чадот и на како што забележавме, затоа и даден рок од 7 дена. Јас знам дека минатата година исто така имаше такво нешто, кога излегов на увид на лице место, тоа беше згаснато за 2 дена, затоа беше и краток таков рок. Но сега на вистината она што го видовме беше многу така, да не кажем застрашувачки, ама на вистина имаше голем чад и чадеше многу депонијата. Толку. Значи постапено согласно членови 201, 202, 203 од Закон за заштита животна средина и согласно член 37 од Закон за управување со отпад, кој што ги дефинира надлежностите на овластени инспектори за животна средина. Благодарам, инспекторе. Дали имаше на терен кога бевте веќе да трупат земја? Да, јас имам и фотографии дека на лице место од земја која што се наоѓаше во депонија, се товарија камиони, се носија на лице место и тоа е тоа. Инаку и на патот беа паркирани камиони, но јас не навлегувам во тоа. Благодарам. Јас би сакала да го слушнам СВР, па потоа местното население. Повели представник Чунгур. Благодарам, почитувани председателке, советници, жители на селата Пчиња, Вкв, Студена Бара и останати присутни. СВР Куманово, согласно своите законски надлежности, постапува строго, одговорно и професионално. Имам известување добиено од жителите на селата Вкв, Студена Бара, дека ќе извршат блокада. И согласно член 21 став 1 од Уставот, граѓани имаат право мирно да се собираат и да ги изразуваат јавните протести без претходно пријавување и без посебна дозвола. Според став 2 на овој член, користењето на ова право може да биде ограничено само во услови на воена и воредна состојба. Состојбата на лице место се следи од страна СВР Куманово од самиот почеток, присутни сме 24 часовно тамо, граѓаните своето право мирно го остваруваат, значи нема нарушување на јавен ред, кој што е наша основна задача. Тоа е што се однесува до самиот пожар, излецено на лице место, констатирано е во ток е постапка на изготвување на записник и констатирање на состојбата околу самиот пожар, како, зошто и каде настана. Благовремено, согласно сите наши законски процедури, ќе бидете известени за постапката. Благодарам. Благодарам, СВР. Повелете местно население. Ајде. Добар ден на сите, почитувана председателке, на советници почитувани и почитувани директори и технички директор на Чистота и зеленило и сите останати. Вака. Значи, ние као представници на тој местно население од Пчиња, Студена Бара, као и Винце, знаеме дека постои проблем голем со депонијата Краста. Дојавме тука да разговараме. Ние сме нормални луѓе. Би сакал да ме разберете дека да дојдете на некоја седница во која што од стартот ќе почнат да манипулираат и да не кажам лош збор, лажат, тоа на стартот ви кажуваат излезете надвор од седницата. Зошто? Јас не сум политичар, не сум советник, јас сум обичен граѓанин, жител на село Пчиња. Оти, зошто? Затоа што
Блокадата настана откога се створи пожарот на депонијата Краста. Пожарот на депонијата Краста се создаде ден пред тоа, навечер беше околу 10:30, 10:20, не е битно. Се запали депонија, само од себе се запалило. Ако го некој запалија, може слободно МВР да си гони и да си... Зашто увек е било на надлежни од чистото и зеленило и пред Господа и што се били на тие раководни места, увек е било ви го палите. Па ми не сме сигурно ненормални људи да го палимо депонiju сами и да се гушимо таму од дим. Не само ми, нажалост и Којнаре и Капланово доведе се во дим. Значи, у старт ми искочиме ко местно население Трудо се, али Кумановаc. Во старт местното население ќе излезе на лице место со своја механизација, се потруди да не се прошири пожарот од депонијата Краста, зашто лично тука од депонијата Краста, која не е ни оградена како што треба, имаше житни култури на кај селото Опчиња и ние го спешиме пожарот да се прошири, затоа што дел од житните култури беа зафатени и направена некоја штета, што ние не сме належни да кажуваме колку е таа штета, има си тој собственик и си поституции. И сега, после тоа, утре на дента, ние најмалку сакаме да правиме блокада на депонија Краста. Ние најмалку сакаме да се име таму на 45 степени или 40 степени. Ние најмалку сакаме, зашто имаме своји земјоделски работи. Имаме што работиме по институции, што треба да имаме на работа. Ние имаме правена блокада 40 дена. Така, лично јас сум подписник на меморандумот за соработка со бившото раководство на локална власт и со инспекторите. Од сето тоа, ништо, не е битно, ќе дојде малку покосно, ќе ве молам да ме се слушате. Издеговме, се собравме местната заедница со дел од луѓе. Нормално, не може да собереш ти 800 луѓе. Решиме да ги блокираме камионите, пуштиме писмо до надлежна институција, само камионите на чистото и зеленило, затоа што беше многу дим. На таа блокада, која ја поштавме, би сакам да ги негирам надлежните лица. Човек од предпријатието тоа што го камелома што ја карши депонијата, застана сам, што може да ми помогнам? Што е проблем, како е проблем, нема земја. Вика, земја имам, може ли со моите лични камиони, јас. Викам, ти можеш, само ќе мора да прашаш во институцију во општина Куманово. Дозволена човекот, фирмата таа, околу 60 камиони има пренесено земја и лично таа компанија е, може да кажеме, благодарам на таа компанија што го реши делумно проблемот со пожарот што се уште трае на депонијата Краста. Надлежните од чистота и зеленило, вработените што се таму, осем багерчето што гура, што тоа е багерче за правење селски патишта, не е за депонија која трае, која функционира, тоа не е депонија, тоа е локација за сместување на смет од моментална локација. Само багерче, а камионите сите, тоа е застога, може да кажеме, сите како граѓани на општина Куманова, благодарност, голема благодарност на таа фирма. Фирмите што беа спомнени од страна на директорот, како проект, као место нека ефто ми спомна, не е битно. 8, 4 камиона или 5, што дојдева, други не са дошли никакви камиони. Значи, ја ќе могу да ме разберете, ја не сам поличат да лажу, да манипулирам, јас збору истину. А да слушаш некога да те лжи у очи, што ме познава лично, одека људи многу ме познава мене. Значи, не сакам такви работи, стварно сам реvolтиран. Ви давате подршку као советници на такви раководни места. Ви сте изберени од народ. Дај малко имате грез за Тајпчински регион. Срамота, 30 години, какви 30-60 години да живеме таму у дим, у чуру, камиони што иде по путишта. Збор ме ќе скрату, ќе да го збор на друга, значи манипулација од страна на раководни лица максимум. Што е кажано 18% не е тачно.
Нека ми докаже дека они са разговарале со ту компанија, дека они са нешто направиле за решавање на проблемот што ги има моментално на депонија Красто. Фала пуно. Мислам дека после па председател како сака ми даде збор, ако ми нешто сакам да кажам. Фала пуно председател. Благодарам. Александар Побели. Добар ден, почитувани советници. Добар ден, почитувана председателка на Совет. Јас како председател на местна заедница на село Пчиња ќе се обратам до советниците на општина Куманово. Ние како местна население имаме деценијски проблем со депонија Краста. Имаме повеќе пати разговарано со председателот на Совет, со советниците на општина Куманово, имамо разменуване доста мислење едни према други, од тоа ништо немамо реализирано. Јас неќам директно да го нападнам директорот на Чистота и зеленило, затоа што човекот е 10 дена ставен на таа фотелја. Овој проблем го имаме со децении. Не може директорка помошник директорка Цветанка Ивановска секоја година на исти став да се обраќа, се пали депонија, гори депонија, секоја година ќе гори, секоја година ќе излегуваат луѓе. Срамно е ова што се работи. Срамно е што излегува народ 21 век, да се срамимо свите треба, како не знам како да сме од Зимбабве дошле овдека и да поставljamo прашање и да се нападнаме едни према други. Дај да га решиме овој горшлив проблем. Предпријатие водеше га Даниел Стојчевски. Имамо с njega разговарано најмалце 3-4 пати, каде што се некои магла прашања нереализирани. Има смо с председател исто такој бева на састанак и донесемо одлуку да се малце реализира около депонију Красто, зашто живи народ доле. 800 житела најмалце има Пчиња, Студена бара и Вакав. Донесемо одлуку да регулира од Менку Колибу до депонију Красто да се средуе лево и десно, зашто камиони на Чистоту се претоварав, се растовараш ѓубре по путишта. Сваки втори, трети ден или ќе има джак испаднат медицински отпад од збору, не медицински отпад од болницу Куманово, него од приватни ординации, куде што гледаме шприцеви, рукавице, памукчиња, значи тоа е грозна слика сваки втори, трети ден. Со тој реализација он почна еден ден неделја беше тој. Се ќе кажу и пак ќе кажу, тој 123 метра има исчистено и 100 метра има исчистено збору најлони, вреќе, отпад, значи катастрофа. Али тој ми Пчињани, Стонобарци, Вакав, сваки дневно се соочуваме с тој проблем. Не еден пут, у неделю или два пут, сваки ден. Например, некој усмен договор дека депонија Краста ќе се загради, куде што како местно население донирамо 200 стуба и 500 метра жицу. Само да искочи јавно предпријатие да каже на тие вработени дека да се загради депонија, затоа што имамо удеси, кршив кола луѓе од кучиња, не знам што поише натаму. Депонија е 80% незаградена од пут. Знае и господја Цветанка, куде што е и она била присутна на некои састанци со Даниела. Али од тој нема ништо ефект. Ставива некои 30-40 метра мрежу, 10 стуба, еве ги нови, ќе ги изброиме ако сакате, после овој медиум нека искочи таму. 10 стуба и 30 метра жицу има поставено, ништо друго. Депонија е 80% одградена. Ако мислимо да функционираме понатамо, мора да ga решимо овој проблем сви, не само јавно предпријатие. Да најдемо заклучок како
општина, како совет на општину, да ga решимо проблем и да немамо више, ми не може сваку годину да искачамо на протести. Ми искачамо на протест затоа што смо револтирани, затоа што кад се запали депонија, беше господја Цветанка туја. Значи она колку години е тамо директорка, ја не знам, али овакво чудо и ово е неопишливо нешто. Имаше има житни култури под депонију Красто доле. Значи да не бева местно население с механизација, с народ да не беше искучија, ки изгореше чинја, ки изгореше житни култури на луѓе што се мучиле целу годину, чекав од тој живив. Значи 100 метра кад ќе се запали најлон, кад ќе ga дуне ветар, 100-200 метра пада тамо. Директорка заедно на чистото, вика интервенира пожарна, за пожарно свака час. Интервенирала, не може да интервенира, тој не пожарна. Господ да одврати езеро, тој не може да се изгаси. Зборимо за нешто. Дојдете, разговарајте, ви сте директор на јавно предпријатие. Дојдете, ситуација на терен алармантна. Луѓе се доле гушив. Дим имаш на 30 километра од депонију Красто. Зборимо, викамо дека чади. Не чади. Ово е еколошка катастрофа, луѓе. А ми сваку годину еколошку катастрофу не може да го поднасamo. И затоа са местно население е револтирано за да се најде решение и да застанемо свите за тој решение. Не може луѓе сега на 45 степена тамо да жмиев и да чекав одговор. Од кога да чекам и одговор? Кој искочи од надлежни да дојде да каже, еј, дечки, запалено е, такој, такој. Директор дава лажну изјаву каде што вика запалил човечки фактор. Па кој е нормален да запали депонију што се изнаса 100 тона ѓубре на ден? 365 дена се изнаса депонија на Красто. По 100 тона ставете, директоре, ви едно математику, колко депонију имате, колко ѓубре има у депонију. Зборимо за земју покривање, разговарано. Пред тој со совет на општина Куманово. Дечки, ми промовирамо Бистинску клисуру, општина Куманово промовира Бистинску клисуру на 3 километра од туја. Донасете земју, стављајте од леву страну да не се гледа. Грозно е кад ќе помине, свак човек вика што е ово. Најлони кад ќе дуне ветар, имамо најлони на 500 метра доле. Ајде, што ќе се тужимо ли сваку годину? Значи, ми како местно население стоимо со став да најдемо решение с јавно предпријатие и со општина Куманово. Да немамо овој макотрпан проблем, мора да го решимо. И за тој смо дојдени од местно население. Не може да донаса земју, а да носи тампон за Куманово. Општина Куманово му издава дозволу да носи земју до депонију Красто, а местно население има проблем с полицију и пријавуваме у полицију на тој дозволу да враќа некој тампон у општина, мислу у фирму. Значи мора да го разгледате тај проблем што го имамо с години. Наш пут е локален пут 480. Камиони на чистота са ван габарит, зборимо. Како? Извина. Значи патот Пчиња, Куманово Пчиња до депонија Краста е 480. Камиони на чистота има еден камион е над просечна тежина. Имаме 3 знаци, од кај трите знаци само 2 постојат. Еден го вадат увек због да прават превоз. Носивост на патот е 7 тона. Камион на чистота е 40 тона. Ако идеме по демократско право, иако зборимо сега до СВР Куманово, ако некој пријави од
местно население, дека се движи в тешки товарни возила, СВР Куманово треба да преземе одговорност. А 2 камиона кога ќе се разминат на општина на Чистота и Зеленило е 5 метра, со ретривизори е негде 6 метра. Значи замолую još еднпуда да ga решимо овој проблем што ga има местно население доле испод депонију Красто. Да не е депонија, нема да се собираме овдека никој. Значи ми смо за да ga решимо проблем. И ми не смо поединци. Дојдете, уверете се колку народ има на депонију Красто кои са револтирани и сакав да ga реши проблем. Ми донесемо некои ставови како местно население. Значи овој протест го прави Сдружение на граѓани на местни населенија. Не го прави ни поединци, ни партија. Овдека најмалце се обврзува партија како што има портали што искачав. Значи никој не е партиски ориентиран да се гуши некој доле у дим и да не може да отвори прозор на 45 степена и да ga једе в муве од депонију Красто каде што се изфрља неконтролирано од месаре отпад, црева, шкембиња, тоа е грозно. Пред 3 дена имаше шкембиња, црева по пат. Еви председателка на Совет може да каже, виде слику, покажам во таму, значи овој што се дешава мора да се реши. Значи тој оставljam на вас с помош, туе смо и ми како местно население да најдемо компромис да го решиме овој проблем. Благодарам. Случи се, Александр, благодарам. Дали и третиот представник сака да земе збор? Значи се е веќе кажано. Значи, почитувани присутни, состојбата е таква каква што е. Депонија е веќе 40 години пред село Пчиња во КФ Студена Бара. Мислам дека во интерес на сите да најдеме едно нормално решение, не трајно решение. Сега Драган Чугурски ќе го каже, директорот на Екоисток, Североисток, во кое што и ние советниците се надеваме дека ќе се реализира побрзо, ама никако да се реализира. Значи, би му дала збор на директорот Драган Чугурски да каже докаде е фабриката за депонирање на отпад Екоисток, Североисток, за кој што општина Куманово, а ние како Совет често пати гласаме одлуки, ама никако на дело да ги гледаме, па да го решиме овој проблем и на местното население и наш проблем како советници на Чистота и Зеленило на општината воопшто. Повели, Драган? Добар ден на сите. Ви благодарам на поканата и на можноста да споделам информации за регионалното предпријатие. Жалам и се сочувствувам со граѓаните од овој регион за оваа катастрофа што им се случува овие денови. Она што можам да го кажам е како информација дека ова регионално предпријатие, самата постојка за регионалната фабрика за преработка на депонија, на отпад и самата депонија за одлагање на комунален смет за 18 општини, ние го очекуваме, односно и имаме рокови од Европската комисија да ги искористиме тие средства што се донирани од нивна страна, значи да се заврши да се отпочне со градба до 26-та година. Во текот, сега моментално, значи во тек е, мислам дека пред 2 месеци почна еден сегмент од целиот овој проект за чистење на сите депонии во североисточниот плански регион, за расчистување и за затварање. Мислам дека, како што имам информација, а имаме и представник тука на самата комисија за евалуација, Министерство за финансии, значи, треба да заврши оваа постапка до некаде 1 август. Потоа се случува договор со одредена фирма која се јавила на тој меѓународен тендер и се отпочнува постапката за затварање на сите депонии во регионот, вклучително и најголемата нестандардизирана депонија Краста. Но тоа не значи
значи тоа не обврзува нас да спиеме на тоа уво и да чекаме регионалната депонија, односно предпријатието да почне да функционира. Надлежноста на сите овие нестандардизирани депонии се исклучително на општина Куманово, односно вклучително на автоматски на комуналните предпријатија. Тие сами по себе, значи, треба да го решаваат овој проблем, односно соодветно да депонираат и соодветно да одлагаат од комунален отпад на самите локации предвидени за тоа. Моментално се овие што ги спомнуваме. До тогаш, значи, мислам дека треба да се направи една квалитетна програма на комуналното предпријатие за одлагање на отпад и соодветно да се спроведе. Тоа е, значи, тоа што можам да го споделам со вас. Мене ме интересира од кога започна ова формирање на фабрика за регионално депонирање на отпад, преработка на отпад, значи некако јас од како сум тука присутна, а веќе 3 години сум присутна во политика, цело време чекаме прво нели Свети Николе блокираше, па потоа Министерство за, не знам, животна средина, па никако да се формира, па парите ќе пропаднат и некако се во, а ние како општина и како совет очекуваме нешто таму да се случи за да го решиме полека проблемот овдека. Значи не сте повикани да кажувате како да се депонира тука отпад, него како стојат ситуациите таму во регионалната фабрика. Ве молам. Значи, предпријатието е формирано пред 3 години, официјално. Овие постапки за спроведување на оваа цела програма, односно проект од Европска Унија се комплицирани, односно не се комплицирани, но се сложен, еден сложен процес, се работи за 18 општини, за 18 различни совети како и нашиот. Тоа се постапки и евалуации, значи се работи секој тендер е со голема финансиска конструкција. Најбрза евалуација, значи до сега што сме имале искуство во Министерство за финансии трае по 3-4 месеци. Така да тоа се одуговлекува. Најголемиот проблем што ние го имаме и како држава е тоа што немаме доволно човекови ресурси во Министерство за финансии за да евалуира вакви проекти, за да можат да се навремено да се имплементираат овие програми и проекти и да се решаваат овие, да не дојде до овие проблеми како денеска што ги има. Тоа е. Значи очекуваме 2026 да започне, а пред тоа ние ќе си ја средуваме депонијата Краста. Благодарам на излагањето на сите советници. Дали имате прашања до присутните? Повели Благојче. Благодарам, почитувана председателка, почитувани колеги советници, почитувана општинска администрација, почитувани представници на местното население. Први сакам да изразам грижа за местното население таму кое што живее и мислам дека од оваа седница нити треба да правиме политика, нити апа најмалку политиканство, но да најдеме некое решение со што мислам дали без разлика што е воредна седница да донесеме некој заклучок што понатаму. Први не смееме да оставиме градот од 100.000 жители да тоне во смет на услови каде што имаме значително високи температури, односно прогласена портокалова револуција, портокалова фаза, со што мислам дека нити пат треба да дозволиме да тоа местно население таму се гуши и живее во тој смрад. Заклучок на оваа седница мора да се изнајде, мора да се одблокира патот, мора да се пуштат камионите, но првенствено мора да се заштити и тоа местно население. Така да
без разлика и на излагањето и на другите советници, предлагам како совет да направиме кратка пауза, на мала координација, кој заклучок ќе го донесеме, но првенствено сакам да потенцирам и до местното население, до жителите, да, тие во моментот се најоштетени, се гушат, но да имаат разбирање дека и 120.000 луѓе моментално ќе тонат во смет. Без разлика сега во моментот да се отпочне, ќе ни треба 5 до 7 дена сметот кој што е настанат и што е за да се изнесе там. Дали ќе направиме координација или ќе се сослушаме сите, предлагам да донесеме заклучок каде што нема да има ни поразени, ни победници, но едноставно да се слушнат и представниците, ги слушнавме кои се нивни ставови. За жал не дадоа никаков предлог, нивно видување, може да бидат присутни на самата координација со нас, да најдеме начин, решение како да се реши овој долгодишен проблем. Значи, едноставно, ако некој мисли дека сега треба у моментот да ја дислоцираме депонијата, тоа нема теоретски да не е изводливо. Ама заклучок што го предлагаат и оните и што викаат да, ние треба да се грижиме како општина, како совет и јавно предпријатие, и да одделиме ако треба средства да се огради соодветно таа депонија, да му се дадат на јавно предпријатие пари по било кој основ, но првенствено замолувам и до представниците да имаат разбирање и итно да се одблокира патот, со што еве како совет ќе дадеме некоја гаранција дека сите некои работи кои што се во доменот на закон како совет ќе ги прифатиме и ќе донесеме заклучок, ќе ја задолжиме и општина Куманово и јавното предпријатие сите мерки. Благодарам. Благодарам, Бојгојче. Јас би сакала чисто вака бев од Сабаља кај местното население, чисто да видам, не да се сликам, туку да видам докаде, колку гори депонијата, докаде е процесот на трупање. Од таа јужна страна стреуш се чади на неколку места, меѓутоа мислам дека доколку постојано на патот, на локалниот пат, сретнав едно 5-6 камиона натоварени со земја, значи имат пропуст на депонијата и мислам дека го трупат сметот и чадот и воопшто нели пожарот. Мислам дека најнормално е да се пуштат тие луѓе да си работат. Еве денеска има добар ден за работа, да се натрупа и да се угуши депонијата, значи чадот. Ова што ќе договараме сега во корист нормално на местното население, ќе се состанеме и дека ќе има некаков заклучок или препорака што ќе се однесува на повеќе страни. Дарко Митевски, пове разбор, повели Дарко. Благодарам, председателка. Почитувана председателка, почитувани советници, почитувани представници од местното население, секретар и јавни предпријатија, како и граѓаните. Сметам дека е добро што се одржа ова вонредна седница, чисто да бидеме сите запознаени со мислењата и ставовите и од едната и од другата страна. Наистина нема потреба да се политизира. Ова е долгогодишен проблем, односно со деценијски проблем, 40 години, кој што ние го затековме, кој што значи едноставно тој се провлекува со децении и представува проблем како и за општината, така и за локалното население. Не може тоа, значи, колку и да сакаме, самите гледаме дека едноставно не може брзо и веднаш да се реши овој проблем. Затоа што тој е генерален проблем што го имаме во целата држава, односно немање некаква национална стратегија на справување со отпад. Слушавме од директорот на оригиналното предпријатие Еко Исток, а и ние, јас бев навистина воодушевен со таа идеја кога излезе уште на почетокот, ние бевме советници, кога гласовме за доделување и општината додели основачки влог на тоа предпријатие, заедно со сите други 18 општини, мислам дека 3 милиони денари тогаш дадовме основачки влог и искрено се надевав дека тоа ќе иде толку брзо, бидејќи се работи за огромна сума на пари, не знам колку беа 50 милиони или колку беа од европски пари да се изгради. Значи тоа е еден објект каде што на најсовремен начин ќе се собираат од сите овие 18 депонии, ќе се дислоцираат, тоа ѓубриште ќе се однесе во таа фабрика каде што нештатно ќе се преработува со најмодерни технологии. И со тоа ќе се решеше целиот проблем со смет што го има на овој североисточен регион. Но за жал,
како што гледаме, се одуговлекува, се иде споро и веќе 3 години ништо нема од тоа. Како што рече и председателката, први општина Свети Николе се бунеше, не даваше таму да се изгради тоа, па и беа одземени ингеренции, па сега нешто имало проблем, не знам, со локација, со имотно-правни или не знам што, како слично нешто такви проблеми, тоа треба да се реши, сега се од финансии чека, значи тоа е најголемиот проблем што во оваа држава се одвива споро. Се нешто чека, се надевам дека сега со новата влада, со ова работите ќе трнат побрзо и сето тоа ќе се регулира и конечно ќе се земе да се решава овој деценијски проблем кој сите нас не мачи. Значи, мене ми е јасно дека ви имате проблем, но исто така и општината, предпријатијата, Чистота и зеленило исто така има проблем, граѓаните ќе имаат проблем, значи тоа е еден зачаран круг кај што ќе се вртиме и само ќе се давиме едни со други во проблеми. Значи, мора некако тоа да го решиме, затоа и председателката исто рече дека ќе направиме некаков заклучок, да договориме нешто заеднички да го решиме и мора да го почнеме да го решаваме со мали чекори, но сепак, додека не се направи таа регионална фабрика за преработка на смет, тоа едноставно ние не може магично да го решиме проблемот на никое друго опште, никое друго место. Каде да ја преселиме? Не може ни сега ни да ја преселиме, да одлучиме ваму или онаму. Тоа население ќе се буни. Не може, значи ова е одредена дестинација со децении кај што ќе се отстранува самиот смет. И сега не може ние да одлучиме сега ќе ја ставиме ваму или ќе ја смениме однаму или таму ќе ја вадиме. Значи единствен начин е од тука да се пренесочи во таа фабрика за преработка во Свети Николе. Единствено се надевам дека ќе успее таа многу побрзо да се почне со работа и да почне да функционира и конечно барем овој североисточен дел од Македонија да почне да се справува на еден европски и еколошки начин со самото загадување. Исто така се спомна дека испаѓат и од камионите и ова. Значи тоа тука е и човечкиот фактор. Значи, тој што го вози, колку е совесен и колку е во негови можности да застане или да го тоа врати назад или како, значи, тука се повеќе фактори. Значи, не сите работиме исто, некој е посовесен, некој не го интересира, некој сака побрзо да заврши, тоа се човечки судбини и секој работи по својата, не знам, морал, навика или како и да е. Значи, сепак сметам дека треба заеднички да го решиме овој проблем, да се дозволат камионите на чистота да продолжат. Ние, ако може некој да донесеме да се тоа огради убаво, да се внимава. Нормално е да се, мислам, за жал тоа е кога имаш органски материјал и друг вид на ѓубре. Значи, нормално е не само на високи температури да се запали, затоа што тоа на self-combustion, само согорување, само од себе како ѓубриво што е ова од животните што се затрупува за да бактериите создаваат висока температура и се само запалува. Значи, не е тоа оправдување, но работа е што во целата држава немаме ние ефикасен систем на справување со отпад и затоа вакви работи случуваме. И да тргнеме по стариот пат према Скопје, гори од десна страна, тоа е таа дива депонија, веќе е таму Чад. Од ето постојано се бунат и пишува дека и кај нив гори. Значи, низ цела Македонија тоа е генерален проблем. Што значи не е тоа оправдување, него мора целокупно еден системски начин на решавање и целокупно да се во секој дел од државата, во секој регион да се направи по некоја ваква регионална фабрика за преработка на ѓубриво, каде што МК има финансиски бенефит, луѓето што ќе работат таму, друга работа ќе биде и еколошки и почиста здрава средина. Затоа сметам дека сега ќе може да направиме една пауза, да се договориме за каков заклучок и што да дадеме, за да може да биде помогнато и на предпријатијата, и на општината, а најповеќе на локалното население кој живее таму. Благодарам. Благодарам, советник. Најбитно е до оваа седница да излеземе со став дека место една еколошка катастрофа не смееме да направиме две еколошки катастрофи. Значи да имаме некакво подобрување и од двете страни помирување. Побели Милан Доновски, побара збор. Благодарам. Благодарам, почитувана председателка, почитувани колеги советници,
почитувани представници на јавните предпријатија, почитуван секретар на општината, почитуван началник на полиција од СВР Куманово и најмногу на вас, почитувани и уважени граѓани кои што сте најмногу засегнати со овој проблем не деновиве, туку со години наназад. Прво, сакам да ја истакнам пред јавноста добрата волја и промптното реагирање на председателката на Совет на Општина Куманово на иницијативата поднесена од нашата советничка група воопшто да се организира ваква вонредна седница, бидејќи состојбите се алармантни. Очекував дека нова седница од повиканите институции ќе добиеме и некои одговори кои што ќе го смират местното население, и не само местното население, туку и сите засегнати граѓани на општина Куманово, бидејќи колку што дознавме сега, проблемот ескалира не само од пожар, туку и во попречување на изнесување на сметот од општина Куманово, кој што може да предизвика други проблеми. Сакам на вас, почитувани граѓани на село Пчиња, Вакъв и Студена Бара, јавно, на сите кои што сте учествувале во организација и сте се ангажирале непосредно во гасење на пожарот, јавно да ви искажам благодарност за тоа што сте го направиле, бидејќи тоа ниту е ваша обврска, ниту е нешто што треба на вас да ви прави дополнителни материјални трошоци. Рековте дека некој голем дел од граѓаните кои што учествувале во гасење на пожарот користеле и своја механизација. Со користење на своја механизација тие освен што се изложиле себе си на ризик, значи своето здравје и живот, ја изложиле на ризик и механизацијата која што ја користеле, ама покрај тоа направиле определени трошоци. Зошто го кажувам ова? Во заклучоците кои што ќе ги донесеме, а ќе се задржам после и на тоа, треба да ги имаме во предвид и тие состојби, бидејќи навистина, ако од излагањето на заменик директорот на јавното предпријатие добивме податоци дека ваквиве состојби навистина во помал обем од овогодишнава или сегашнава се случуваат скоро секоја година, тогаш значи дека овој проблем е нешто што мора сите да не загрижи. Мене воопшто не ме засега динамиката на реализирање на проектот за регионална депонија. Тоа е проект за кој што ние како Совет си имаме изјаснето и даваме јавна и јасна поддршка. Во моментов имаме акутен проблем. Граѓаните треба да знаат, а никој тоа не го кажа. И дали ние воопшто знаеме како Совет, односно дали можеме да им пренесеме на нив информација за каков степен на загадување станува збор. Дали ова чадење од депонијата носи некои токсични материи со кои што може да се загрози здравјето и животот на граѓаните кои што го видишуваат. Дали ние испративме некоја препорака во тој правец, стручните служби, надлежните државни органи, Центар за управување со кризи и други, Државниот здравствен инспекторат, дали се направени мерења на тоа какви состојки има во чадот кој што е раширената на, како што рекол, јас ви верувам на вас. Значи на вас ви верувам. Повеќе од 30 км природно е, заради течењето на реката Пчиња и заради движењето на ветровите во тој сосема таа Пчинска котлина е полна со тој чад. Знаете што, ако нема животно загрозувачки или опасни материи, коректно е тоа да ми го кажеме на граѓаните, барем за да не се плашат, да се намали стравот, да со тоа ќе се намали револтот. Сега да се вратам на ова што е акутен проблем. Разбирам дека сте револтирани и имате право да протестирате. Меѓутоа, во духот на оно што го кажа колегите, ајде од еден проблем да не правиме и друг проблем. Ние сега, сите заедно, гледајќи се во очи, треба да кажеме дека сите со години наназад, ние тука, локално, по повод на ова
привремена или неуредена депонија, сме пропуштиле низа можности како така да ја направиме побезбедна. Вие рековте дека не било оградена. Тоа е катастрофа ако е така. Зошто е дозволено да не биде оградена? Ако има оградување на депонијата, а депонијата не била доволно заштитена, па е украдена оградата или настанале други штети, кој е одговорен за таквата работа? Дали некој е Ние сме, како Совет на општина Куманово, основачи на ова јавно предпријатие. Ова јавно предпријатие е основано со една цел, да го заштити јавниот интерес. Помеѓу другото, и јавниот интерес на жителите кои што живеат во овој регион. И немаме ние право, апсолутно никако да ви се лутиме на вас. Јас ве замолувам да имате разбирање и за проблемот кој што настанува со неизнесувањето на отпадот од град Куманово и за другите стотини илјади жители кои што го изнесуваат тука сметот. Уште еднаш, знам дека ништо не ви значи збор кажан од политичар. Знам дека сте изгубиле довербата. Меѓутоа, ние немаме друга алтернатива. Сите мораме да покажеме и трпение, и разбирање, и ви убаво рековте, во една толерантна атмосфера да изнајдеме брзо, акутно решение сега. Значи, за проблемот кој што настанува. А што е проблемот? Депонијата чади. За да престане да чади, треба да се ослободи приодот, слободен приод до тие камиони кои што ја затрпуваат депонијата. Дали тоа ќе се заврши денеска, утре или задутре, ќе биде во полза на сите нас, а најмногу на вас да се заврши денеска. Меѓутоа, како што рекоа постручните луѓе кои што ја познаваат таа проблематика, тоа може да потрае неколку дена. Но ако го забавуваме тој процес, наместо да трае 3-4, уште 3-4-5 дена, ќе трае 2 недели. Знаеме, во една соседна земја, исто така беше изгасната депонија, па повторно се запали, па стана една огромна катастрофа и беше вклучена целата држава. Овој проблем во моментов можеме да го решиме со разбирање и со уважување на сите аспекти и со уважување на сите ваши критики. Секој државен орган во овој период, кога навистина е ризично, и од самозапалување на камионите во кои што постои смет, но и од предизвикување на заразни болести заради неизнесување на смет, но и заради чадот кој што вие го вдишувате, не знаете што содржи. Ние не знаеме ни во Куманово дали како последица на чадото таму има зголемено присуство на PM честички 2,5. Не знаеме, бидејќи и мерната станица во Куманово подолго време не работи и не можеме да направиме корелација на резултатите за каков степен на загаденост на амбиенталниот воздух има. Сите ние како граѓани, без оглед на тоа кој во која улога се наоѓа, го имаме тој проблем, вие најмногу. И затоа викам, мислам дека сите немаме право на вас, ама баш за ништо да ви се лутиме. Вие сте хероите во оваа ситуација. Со тоа што сте покажале и храброст и волја да излезете и да бидете први заедно со тие што се платени да си обувуваат нивната работа. Браво за пожарникарите кои што биле ефикасни, ама тие се платени за таа работа. Браво за вработените во јавното предпријатие што работеле, ама и тие се платени за таа работа. А посебна благодарност за вас, заради тоа што вие со ваша иницијатива и волја на тој некој приватен стопанственик сте успеале првично тогаш кога најбрзо треба да се реагира, за да не се прошири пожарот, да реагирате, да не должам. Ќе предложам, тогаш сега кога ќе биде, сакам јавно и на вас да ви кажам, ќе предложам во заклучокот да влезе веднаш со рокови одвојување на средства од буџетот на општина Куманово, ќе се изнајде начин. Мора да се изнајде начин за брзо заградување на депонијата и за правење на санитарен коридор со поплочување или со нанесување на камен,
како така од оградата да биде одделена локацијата на имотите кои што ги имате вие како жители на таа територија, за да може да се намали ризикот од пожари. Не може да се исклучи, вие убаво рековте дека една запалена најлон кеса заради ветровите заради движењето на воздухот кој што се создава со промена, температурна промена на воздухот може да биде однесена и на 100-200 метри и да предизвика запалување на сега веќе зрелите житни култури, и тоа е дополнителна катастрофа. Известете ги вашите сограѓани доколку имаат претрпено штета од овој пожар по однос на нивните усеви, посеви кои што ги имаат насејано тамо, да се изготват да обезбедат потребна документација, да поднесат барање. Очекувам дека во заклучокот ќе донесеме и препорака да се формира комисија за утврдување на штета и веднаш и брзо да се надомести таа штета. А вас се замолувам, пренесувајќи ја ова наша загриженост, да пренесете на вашите сограѓани од тие 3 местни заедници, што е можно побрзо да се ослободи патот, за да може да се изнесува смет во депонијата, и вие да се изложите од дополнителни ризици од топлотен удар, не дај Боже, од задушување или слично, како и да овозможиме на службите кои што се повикани да го изнесуваат сметот. На тој начин сите и ќе си олесниме и ќе ја завршиме работата. Сметејќи дека во најдобра намера го разбирате се тоа што ви го кажав, уште еднаш јавно искажувајќи ви благодарност за се што имате вложено, не лутејќи ви се за се што имате кажано, за се сте во право да пристапиме заедно сите кон решавање на овој проблем, вие во вашиот дел на волја и ние во нашиот дел на можности и обврски што ги имаме секој субјект според своите законски задолженија и обврски. Полицијата да преземе поригорозни мерки за движење на вонгабаритни возила, да има почести патроли на тој район, конечно да откриеме, може би има и злонамерно фрлање на медицински отпад кој што е навистина опасен, и ајде сите заедно да направиме напор да покажеме дека можеме, како што каже еден од колегите, сите заедно, не политизирајќи го овој настан, бидејќи овде нема политика, овде се работи за живот, се работи за животни услови. И никој ниту може да добие, ниту да изгуби поени, но мораме да покажеме сите разум и иницијатива и одговорност кон обврските. Ви благодарам. Благодарам, почитуван Милан Доновски. Реплика до вас. Бидејќи го спомнавте, нели, моето име и дека сум прифатила веднаш експресно после вашата иницијатива. Гледам дека иницијаторот не е тука. Александар Јовановски беше подпишан на таа иницијатива. Јас како председателка секако дека ќе излезам во пресвет да се направи една вонредна седница, затоа што го знам убаво проблемот на луѓето што се во овој дел на Куманово што живеат, а го знам проблемот и со кој се соочува моментално чистота и зеленило. Меѓутоа, мене ми е многу интересно што како локална власт биле пред нас 3 години, можеби наназад 20 години. И никогаш не сте го поставиле ова прашање како вонредно прашање, а депонијата гори од тогаш. Никогаш не сте подбарале да се преиспита воздухот. Никогаш не сте предпоставувам моделиле пари да се огради депонијата. Никогаш не сте зборувале камења да стават. Ова е децениски проблем. 40 години постои депонијата. Предпоставувам дека 20 години гори. Интересна е вашата констатација дека сега се треба да се направи. Тука сме, ќе направиме, драги сограѓани, ќе направиме, ќе изделиме средства ако треба, ќе оградиме секако што треба да биде. Меѓутоа, да спречуваш ти отпад затоа што има претовар, не затоа што има претовар, затоа што улицата е само за 7 тона, а овие се габаритни, тоа е нонсенс. Го знаат тоа и жителите на местното население. Значи, не ги потикнувајте луѓето на нешто што не е реално. Реално е ова сега што ќе се договориме. Ништо повеќе. А ќе се договориме во корис на сите странки. И во корис и на нашите граѓани на Куманово, и на жителите што трпат цело време штета од депонијата, затоа што многу добро знам, на терен сум постојано.
и со нив и на состаноци и знам што им е ветувано и од кои гарнитури им е ветувано и што е реализирано во општина, во ВКФ и во Студена Бара. Ви благодарам. Повелете контрареплика. Реплика. Уважена председателка, јас сметав дека е неуместно во ваква ситуација јавно да ви се заблагодарам за вашата промптност во реагирањето. Бидејќи мислам дека проблемот е кај граѓаните. Сметав дека проблемот е ги засега најмногу граѓаните. Јас никогаш не сум бил во позиција да можам да одлучувам како поединец, бидејќи сум бил член на совет. Гледате, ако сакаме да и намерно избегнав секаква политизација, вие доаѓате, ако веќе така сакаме да зборуваме, вие доаѓате од ново формирана политичка партија, чишто лидер бил на највисока функција во општина Куманово и е се уште 7 години. И уште малку па 7 години. Меѓутоа, обавувал и високи функции во Советот на општина Куманово. Па бил и пратеник. И ве молам, нема потреба да го контаминираме овој убав диалог со враќање на историски некои работи кои што не држат вода. Па јас се обидувам од петни жили во секое прашање кое што ги засега граѓаните, да ги вклучиме граѓаните дури во почетна фаза на донесување на одлуките. Вие секогаш како мнозинство сега, сите мои предлози на точки на дневен ред ги одбивате. Но не е сега содржина на оваа седница тоа прашање. Имав потреба како човек кој што знае, кој што учествувал во гасење на пожари, кој што знае каков е тој проблем, јавно да им искажам благодарност на овие луѓе. И сега, кога сакам да искористам ова реплика, ве замолувам вас да изготвите список на луѓе кои што биле ангажирани во гасење на пожарот и ако никој друг, јас ќе го објавам на мојот Facebook профил. Ви благодарам. Одговор на вашата реплика, значи, тој лидер и ден денеска е лидер. Меѓутоа, Советот сосема на различен начин функционира. Значи, се дискутира за една табу тема, депонија, што била и претходно голем проблем. Повели Елена Бараше, реплика на почитуваниот Милан Доновски. Колку и да се трудиме да останеме воздржани и рамнодушни, тешко е човек да остане рамнодушен на ваква прилагодена сладкоречивост. Убав бил диалогот, па да, меѓутоа отровна е позадината, а уште поотровно е децениското неработење, импровизирање и запоставување на проблемите. Од една децениска погумна политика. Многумина денеска кажа дека не е прв пат депонијата да гори, горела и до сега. Не се сеќавам дали имало и друг пат вонредна седница за таквата состојба. Дали колегата Андоновски како поранешен советник бил иницијатор, дали барал вонредна седница, дали вака убаво терал диалог и тогаш. Нема политика, но децениското неработење ни е предност на сите. И како што кажав, и за поставување на работите, и за поставување на проблемите. Политиканство и врвно лицемерие ова што денеска во дел го слушаме, па ќе се повикуваме на изгубена доверба во политичарите и да сме пристапиле во решавање на проблемот. А зошто до сега не е пристапено до решавање на проблемот? Тука сме да ги решаваме проблемите. Јас сум поборник и човек кој верува дека проблеми имало и ќе има и треба да се решаваат. Меѓутоа, тоа да го слушаме од некој што имал можност да ги решава проблемите, а не го правил тоа, ќе кажам, е врвно лицемерие. Во тој дел
Сакам да споменам и дека представниците од местните заедници стално ги среќаваме како ние на друга местна заедница бараат средби со нас и се борат за се што и се случува на Пчиња, а не е само депонијата, за жал. Имаат подпишани меморандуми од 2005 година, почитуван советник. Од 2005, не знам колку точки се на меморандумот, ни една точка не е реализирана. Ама на истиот меморандум, ќе ги замолам да го покажат меморандумот после, да го види јавноста. Има цела колекција од подписници политичари од вашите редови. Благодарам. Повелете Милјан Доновски, одговор на реплика. Јас во оној дел каде што викате дека проблемите се деценијски таложени и нерешавани, во целост се согласувам со вас. Меѓутоа да ве подсетам, а и да кажам на јавноста, јас со политика се бавам после моето пензионирање и сум член на една политичка партија што се вика Партија на пензионери. И никогаш не сум обавувал политичка извршна функција каде што се носеле одлуки од страна на поединец. Јас сум само 3 години повеќе советник од вас, почитувана колешки советнички. И вие сте имале 2,5 години време и сте можеле за ланската хаварија да покренете иницијатива за свикување на вонредна седница. Тоа за хипокризијата и тоа е за враќањето на 2005 година. Знаете, 2005 година, ама никако не може да биде поврзана со моје политичко делување, бидејќи согласно законите, во тоа време не сум имал право ниту да членувам во политичка партија, ниту да искажувам политички ставови. Се до моје пензионирање 2013 година. И ве молам, ако имало меморандуми во 2005 година, со задоволство ќе ги примам и тие ќе ги објавам јавно, за да видиме кој е тој што од 2005 година не ги презел обврските, што бил должен да ги преземе. Ја немам проблем да ги критикувам сите тие што пропуштиле да си ги извршат нивните работи. Секој што е одговорен и пред граѓаните и пред законите треба да се исправи пред својата одговорност. Меѓутоа, немојте да правите замена на тези. Хипокризија, убаво завиткани зборови, лажни солидаризирања. Може би на вас ви се обратиле граѓаните од некои други причини. Мене никој од овие граѓани досега ми се нема обратено, ама баш за ниедно прашање. А би сакал да ми се обратиле. Го имаат мојот телефон исто како и вие на сајтот на општината. Ние сите како советници имаме обврска нашите лични податоци да ги објавиме на сајтот на општината заради јавност во работењето. На секој сум му достапен. Благодарам, председателка. Меѓутоа, значи, ние тргнавме со, внимавајте, тргнавме со намера да зборуваме за еден проблем, и сега од решавање на проблем влеговме во политиканство. Благодарам. Во ред, значи да се исправиме тогаш на повторно да одиме на точката, единствената точка на дневен ред. Дали некој бара збор? Повеле Нена Божиновска. Председателка, колеги советници, присутни и почитувана јавност. Сериозни теми барат и сериозен пристап. Поздрав за денешната вонредна седница, меѓутоа морам да констатирам дека сметам дека истата оваа дебата можевме да ја имаме и пред еден ден кога имавме редовна седница на Совет. Требаше да дополниме дневен ред со оваа точка. Прво ќе бевме поефикасни,
а второ ќе бевме многу попрактични, па немаше денеска повторно да треба советот да се собере и да се прават дополнителни трошоци. Грешките треба да си ги признаваме, да си ги воочуваме и во иднина да не ги повторуваме. Фаќав белешки од дискусиите на претходниците. Како што кажав и во репликата, имаме стални контакти со местната заедница Чиња. Впечатокот ми е дека денеска имаме презентирано две слики. Едната слика ја презентира институциите, втората слика ја презентира местното население, кој презема, што презема и така натаму. Проблемот стои, проблемот е пред нас и мора да се изнаоѓаат решенија. Сакам да упатам поздрав до сите што биле ангажирани, меѓутоа дел од нив се ангажирани за плата, дел се ангажирани само иницијативно. Ова не е исклучителен случај. Како што многумина денеска констатира, имало пожари и опожарување на депонијата и дополнително ќе ги има. Треба да се погрижиме да се превенираат работите и тие опожарувања да бидат сведени на минимум, ако е можно и да не се случуваат. Се до изнаоѓање на решението, односно се до отпочнување на работа на регионалната депонија. Ми направи дилема решението што денеска во копија го добивме од Виши инспектор за животна средина, со тоа што ако ги земеме датумите, значи пожарот е случен на 17 во вечерните часови, инспекцијата излегла на 18 во утринските часови, составен е записник, меѓутоа не ми е јасно зошто решението е со денешна дата 26. Тоа долговлекување, се извинувам ако грешам, тука е присутен инспекторот, нека ме коригира, меѓутоа стално впечатокот мој и на јавноста е дека администрацијата и институциите врват со една инертност, дека се е на гурање, дека се е на чекање, се треба за се нешто, па дури за вакви состојби треба и телефони, и притисоци и така натаму. Ако убаво го видиме ова решение, постапено е како треба и верувам дека и согласно закон и направено и така натаму. Меѓутоа, 17 случаен пожар, 18 правен записник, зошто истиот ден не е изготвено и решението? Зошто истиот ден решението не е доставено до странката? Ако земеме во предвид дека законски, како што само во решението стои, дека роковите течат од денот на доставување. Против ова решение, незадоволната странка може да изјави жалба во рок од 15 дена од прием на решение. А имате уште исто имате дека ги задолжувате субјектот на инспекцијски надзор, ги задолжувате во рок од 7 дена мерката гасење на пожари, спречување на емисија на бел чад од депонија, ги задолжувате јавно предпријатие Чисто ете зеленило. Се прашувам, кој е тој ден од кога ќе ги рачунате 7 дена? Ако знаеме дека во вакви ситуации секој час, а не ден е значаен. Од 17, од 18 или од 20 или од денот кога они ќе го примат решението и кој е тој ден. Ова само како една забелешка или дилема, ќе ми одговорите подоцна. Во однос на работењето на јавното предпријатие Чисто ете зеленило, исто не се сомневам дека е преземено се што во моментот било можно. Меѓутоа, стално се поставува прашањето дали тоа е доволно. И дали треба малце посериозно да пристапиме од напред, да ги замислуваме ситуациите и да ги решаваме кога ќе се случат малце поефикасно. Заменичката од јавно предпријатие, односно помошникот директор, рече дека били искористени сите количини на земја што биле на располагање во депонијата. Да се размисли дали тие количини, резервни, тековни, какви да се, треба да се малце поголеми.
И дали уште денеска треба да почнат тие резерви да се полнат, не дај Боже во случај да се повтори ваква случка. Ке го замолам директорот, многу скоро е поставен на позицијата, не може во неговото работење да гледаме и да бараме вина, тоа значи ќе се воздржиме од такво нешто, меѓутоа ќе менаџирате и во исто време не можете да давате дефиниции дали протестот и реакциите на граѓаните е протест и дали е како треба. Протестот и реакциите на граѓаните се сосема на место и тоа треба да го оставите на страна. Вие држате се и грижете се само за менаџирање на тоа што се ваши обврски и ваши надлежности. Не може СВР да постапува и да ги тегне луѓето таму ако нема прогласено вонредно и военна состојба. И тоа е јасно. Тие немаат на децениско укажување на проблемите, тие немаат друг начин. Затоа што ако не е таа блокада, се прашам дали ќе имаш и вонредна седница денеска, да бидеме реални. Меѓутоа сега имаме друга опасност за собирање на сметот и гасиме пожар. Оваа седница не е и не треба да биде само обид да се одоброволи местното население да се тргне од блокадата. Оваа седница треба да биде реално подадена рака. Со на крај реално извлечени заклучоци. Но тие заклучоци да не бидат паушални ставен збор на хартија, како меморандумите што ги имаат. Со еден куп, како што кажав, подписи од функционери. Заклучоците треба да содржат реални, остварливи чекори, реални, остварливи задачи на конкретни субјекти и реални, остварливи рокови. Како оваа седница денеска не би било само седница собирање, одоброволување на местното население и трошење народни пари. Тоа што ме загрижува и како жител на Куманово и како советник е што обидите да се сменат нашите навики и да се пристапи малце пошироко на ваквите проблеми, не вродуваат со плод. 2 години назад се прават обиди да се сменат навиките на нас кумановчани, да почнеме да се научиме да рециклираме. Сите тие обиди, за жал, колеги советници, беа неуспешни. Кога почна еден проект, имаше јавното предпријатие Чистота и зеленило, прекрасен проект за рециклирање, со вклучени социјални мрежи, со организиран начин на собирање на рециклиран отпад. Побарав информација колку граѓани после неколку месеци од почнувањето на реализацијата, побарав информација од директорот тогаше на јавното предпријатие, ми кажа погубна бројка, значи на 7-8 домаќинства вклучени во проектот. Треба да се погрижиме да поработиме, да делиме средства, да работиме на свеста и наменувањето на навиките. Долготраен ќе биде процесот на решавање, не е само за трупај ја депонија, се извинувам, депонијата со земја, затоа што пожарот може да се случи утре и задутре, тоа не е обична депонија, тоа е огромно пространство од смет. Значи, во комуникација со надлежни сме биле запознаени што тоа значи. Тоа не е, значи тоа е, да се изразам така, темпирана бомба. Од гасови, од опасност да биде и поголема хаварија. И мора да бидеме свесни и не треба да ги зацкриваме тие работи. Постојано и посветено да се изнаоѓа и да се пристапува кон изнаоѓање на решенија. Местната заедница Пчиња, како никоја друга местна заедница, си ја врши својата работа и се бори за жителите на Пчиња. Каде и да имам прилика, тоа го кажувам јасно, гласно и како пример да служи на сите други. За жал, многу малку успеваат во реализација на тоа што го бараат. Ке си дозволам во насока на
запознавање пошироко на проблемов кој се елаборира денеска, да кажам дека дел од нивните барања се многу реални. Значи да се огради депонијата, се постава прашањето, па добро, а зашто до сега не било градено? Дали е нормално на депонија да не биде оградена? Колку пари се тоа што треба да се огради депонијата, а општина Куманово, како најголема општина во државата, ги нема тие средства. Пред нас е ребаланс во јули. Една од ставките за кои што ќе треба да има пренамена е токму ова. И срамно и жално е да се зборува дека депонијата е неоградена. Не навлагам во тоа чиј е срамот. Ама е срамно. Менаџирањето на јавното предпријатие, директорот е нов, ќе ве молам, и претходникот ваш укажуваше дека има проблеми со дел од вработените. Поголема контрола. Зошто и на што? Луѓето што работат на изнесување и на возење на сметот, јас верувам дека они сакат што поскоро да си ја завршат работата и вршат претовар на камионите. Направете некаква контрола, направете некој механизам за да може да го контролирате тоа, да не ги претоварат камионите. Ако треба да се вратат 3 пати до Куманово, нека се вратат 3 пати, а не да биде тоа на 2 пати носење на смет. И претовар, и испаѓање на тој смет наместо на депонија по пат. За луѓе што го поминуваат тој пат, тоа и текако е проблем. Стално било укажувано на сестоноците соопштиња дека камионите одат без церада. Направете контрола, направете механизам контролите да си имаат церада. Било укажувано дека патот треба почесто да се чисти. Направете програма тие да бидат акции, да не бидат кампањски, да бидат редовни. На секоја втора недела, на секоја трета недела нека биде еднаш во месецот, меѓутоа нека биде, а не да биде откако ќе биде патот дива депонија, па ќе не викнат во општина, па ќе не стројат и ајде после тоа ќе смислиме една акција, ќе појдеме и да расчистиме. Знам дека како оправдување ќе кажете, ма знаете тоа не е во програмата. Па добро, еве ќе ставиме и да биде дел од програмата. Ќе издвоиме средства и за тоа. Меѓутоа, на проблемите што се укажуваат постојано со години назад, мора да им се најде решение, а ова не се нерешливи проблеми. Носивоста на камионите. Патот е за 7 тонски камиони. Камионите што идат се 40 тонски. Знаците постојано се стават и постојано се вадат. Тука има и еден друг проблем со превоз едни други камиони што идат на градежни фирми. Меѓутоа, не е тоа тема на денешната точка, ќе се задржам да не навлагам во тоа. Вели, 80% незаградена е оградата. Ова час поскоро да го завршиме, сите заедно. Бара пошумување на патот. Да се изнајде начин гранките да се кастрат редовно. Значи, кога луѓе, местно население ви кажува дека кастрењето на гранки е проблем и вие да немате слух за тоа, стварно е несериозно. Ке речам дека ова се реално остварливи, поситни работи што час поскоро можат и треба да бидат решени. Меморандумот подпишан 2005 година, предлагам да биде разгледан, поминале 19 години, ни една точка не е реализирана. И ние се чудиме зашто излегле на 50 степени на блокади. Имаат маки. И ме праша некој денеска, чии се тоа луѓе? Па на Пчиња, колеги советници. Тие луѓе се на Пчиња, а Пчиња има сериозни проблеми и тешкоти децении назад, за кои ние, како нивни представници, треба да имаме разбирање и да најдеме решенија. Благодарам. Благодарам, светнички повелите. Дали уште повели Бобан да се изјасниш за записникот? Благодарам на советничката што ми даде можност да ги разјаснам некои работи.
На крајот на записник пишува решено во сектор за инспекцијски надзор инспекторат број тој и тој од 18.6.2024 година. Значи, законодавецот дал една можност, доколку на лице место ние немаме компјутери и штампачи, што ја знам што, усмена наредба даваме и во рок од 20 до 48 часа потоа паперолошки се прави ова. Значи, роковите течат од истиот ден од кога сум излезен на лице место, сум утврдил неправилност и истата е дадена. Така да, баш поради овие причини. Инаку, ако се оди како што треба, записник додека не се потпише, не се издава решение, тоа е согласно закон за инспекцијски надзор, и ако тоа го ние пратевме по пошта да оди 3 дена, па 3 дена дека се потпише и врати, тоа ќе беше многу голем процес. Затоа ова одеше од рака на рака. Најбрзински што можеше да биде. А ова што пишува 20, тоа значи дека мора да се врати наша архива додека заврши таа работа согласно архивско работење, па архива додека не заведе таму во јавното предпријатие, затоа е тоа. Инаку роковите од истиот ден од кога излегов на лице место течат рокови за тоа. И на крај крајава тие почнаа да работат, тие не престана да работат. Рокови дали се сега 7 дена, 10 дена, би се бе ирелевантно. Важно беше дека на лице место веднаш се интервенираше, можеше да биде рок и 10 дена. А можеше да биде 2 дена и да не завршат работа. Значи, од кај знам ја што какво. Значи, рокот беше добар и тече од како што тече, тие ќе си ја завршат работа. Толку не завршат работа, не знам, следува казна, што знам што, согласно закон за ова. Благодарам. Значи, јас би сакал нешто да кажам. Значи, Пчиња има проблем со депонија, меѓутоа има проблем со мост, па со брана, со водоснабдување. Училиштето еве сега почна да се, откако учениците отидоа на летен распуст, почна да се реконструира со општински пари. Општина може да направи дел од овие проблеми да бидат решени. Меѓутоа, државната власт тука треба да помени. Па место локален, нека биде регионален пат, па нека го прошири патот. Тоа се веќе работи што може државата да помогне. Па може да помогне во убрзување на таа регионална фабрика за едно, друго, трето, па може мост кој веќе проекти неколку пати се аплицираат во Министерство за животна средина да се направи, а не еден цел ступ да лебди во воздух. Значи државата тука треба да помогне. Неколку пати како општина се обраќавме, меѓутоа нема сенс. Да видиме со ова влада дали ќе има сенс. Колеги советници, мој предлог е да направиме пауза, да направиме некои препораки или заклучоци како ќе ги крстиме, тоа е наша работа, и да ги соопштиме на јавноста. Почитувани советници, присутни, продолжуваме со седницата, вонредната седница на Совет на општина Куманово. На координација направивме еден заклучок кој содржи 3 подточки. Првата точка е ЈП Чистота и зеленило да постапи по решение на инспекцијските служби, што значи дека за 7 дена од увидот треба да се изгаси пожарот. Втора точка е градоначалникот на општина Куманово да формира работна група која ќе изготви мерки и ќе го следи нивното реализирање, со кој ќе се реши проблемот со депонијата Краста. Работната група да изготви мерки во рок од 30 дена и истата да биде во состав од координатор, да биде представник од Чистота и зеленило, да имаме представник од Совет на општина Куманово, представник од сектор за комунални работи, заштита на животна средина и природа, сектор за урбанизам, сектор за инспекцијски надзор, представник од село Пчиња, представник од село Студена Бара, од ВКФ, представник од приватен сектор и Екоисток, Североисток. Трета точка е препорака до местното население да прекине со блокадите и да возможи непречено движење на возилата на ЈП Чистота и зеленило со цел депонирање на отпад. Ви благодарам, колеги советници, ве молам да се изјасниме во однос на овој заклучок. Од присутни 18 едногласно гласа за
и го освојуваме заклучокот од оваа вонредна седница. Ви благодарам советници што дојдовте, ви благодарам на местното население и сите чинители што бевте тука присутни со цел да решиме една еколошка катастрофа, а да не создадеме две. Ви благодарам.